Нашиот прв соговорник е нашиот добро познат пријател и колега, директорот на Кинотека на Македонија, Владо Ангелов. Владимир, добро утро. Сашо, добро утро. Денеска сакав да се чуеме за една поводна тема која што вчера ја прочитав дека повторно правите вклучување во некаков меѓународен фестивал, односно некаква селекција на филмови со кои што настапуваме со класични филмови. Но искрен да бидам од кога ќе те сослушам, за тоа всушност сакав да поразговараме за Борис Ноневски, кој што почина пред неколку дена, а кој што беше долги години директор на Кинотека и еден од најважните луѓе, би рекол, за теоријата, за историјата на македонскиот филм, на филмот во Македонија, третманот и така натаму. Ајде прво за ова што го прочитав вчера, Владо, па заради што и се слушнавме. За што станува збор? Ова е еден интересен проект што Европската комисија го започна пред 2 години, а оваа година се придружува Европската асоциација на кинотеки. Значи, да го организира овој проект. Се работи за проект насловен Сезона на филмски класици или Seasons of Classic Films и започна на крајот на минатата година со проекција, онлайн проекција која што ја направија Југословенската кинотека на филмот Грешница без греф на режисерот Коста Новковиќ од 1930 година, а овој месец на 5, значи сега во петок, се представува филмотеката на Валенсија со филмот Санс и тајните на неговата уметност. Тоа е нем филм од 1918 година, многу интересен филм. Содржината се однесува на оние кукли роботи што се правени во тоа време и од денешен гледен аспект ќе бидат, мислам дека ќе биде фантастично интересно за гледачите. Да, како ги викаат, автомати, не туку не знам тие кукли роботи. Да, во секој случај се кукли автомати. Чудо на науката и технологијата пред 100 години. Да. Меѓутоа, нашата публика ќе има можност да ја проследи оваа проекција која што ќе оди во живо во Валенсија со жива музичка придружба. Ние ќе можеме да ја гледаме на YouTube каналите и на YouTube каналот на Кинотеката на Валенсија и линкот може да го најдат на Кинотека МК, овако на нашата веб страница и нормално на нашите овие социјални медиуми. Да. Владо, како што најавив на 30 јануари, значи пред неколку дена, почина еден од, да кажем, најважните луѓе за востанувањето на кинотеката, незиното заживување во полна смисла, структурата, третманот и така натаму. Почина Борис Ноневски на 73 годишна возраст, кој што 10 на 15 години во неколку наврати беше и директор на Кинотеката и кој што е веројатно најзаслужниот човек за онаја, како да кажам, заднинска активност која е секогаш многу важна за третманот на филмот, а тоа е зачувувањето, меморирањето, историјата, архивирањето, истражувањето и така натаму на филмската дејност. Како вие гледате и како Кинотека и воопшто на делото на Борис Ноневски? Борис Ноневски постави Кинотеката. Иако Кинотеката е оформена пред он да дојде, значи првиот директор на Кинотеката беше Ацо Петровски. Мислам дека организацијската поставеност и функционалноста на Кинотеката ја добива со Борис Ноневски. Во негово време се основани оделенијата, односно секторите кои што и денеска ги имаме и воспоставена е методологија и систематизација која што и денеска ја користиме. Значи методологијата се однесува на обработката на филмовите и целата поставеност на Кинотеката. Борис беше човек кој што беше посветен на она што го работеше и во негово време особено внимание се посветуваше
на истражувањето и на истражувачката работа, така да неколку капитални дела кои што и ден денес се ненадминати се создадени во негово време. Тоа се двата тома македонскиот игран филм на исто така починатиот колега Мирослав Чепинчич и 4-томното издание на историјата на филмот на Ѓорѓи Василевски. Меѓу другото, да не спомнувам дека 20 на симпозиуми беа одржани во негово време, симпозиуми од кои што произлегува овако книги, едиции, така што Тоа е основач и на филмското списание Кинопис. Да, е основач и на филмското списание Кинопис. Значи, особен акцент беше посветен на историјата и на теоријата во Ти не можеш да видиш, Владо, меѓутоа ние покажуваме твоја фотографија од кинотеката, стоиш пред овие стари камери и слики на зидовите кои што се дел од музејската постава на кинотеката. Борис Ноневски, меѓу другото, и тоа го направи, собирање на стари апаратури, стари технологии на кои е правен филмот и така натаму. Значи една комплетна посветеност на да кажем обработката на филмот зад екрана. Покрај сите овие работи, јас и лично можам да кажем дека мене ме мотивираше, мене лично ме стимулираше да почнем да пишувам. Значи можам да кажам дека онака како учител, значи сансеи, како ги викаат овие јапонци, значи внимателно ме воведуваше и во таа проблематика. Имаше он посебни некои методи со кои што страшно ми помогна и во таа работа, во професионална смисла, значи. Да. Страшно е што некако иако јас како директор се обидувам да ја заживеам таа работа, тешко иде. Значи, неговата сила, неговиот ентузијазам и неговата посветеност на тие базични прашања беше огромна. Да, баш ми е драго што Владимир, макар што се вика посвестум, искористивме некоја минута да се осврнеме на Борис Ноневски, бидејќи тој беше фантастичен соговорник, интелектуалец од висок ранг, човек кој што не беше само влюбен во филмот, неговата историја и третман, туку и во еден, како да кажем, интелектуален надпревар, бидејќи меѓу другото работеше и основаше едно списание во бивша Југославија, кој што беше познато по, како да кажем, разменот матури на полемички идеи и така натаму. И интернационалниот фестивал Браќата Манаки. Да, во 93-та година тој инаку и помогна тоа да се достанови како македонски, Кинотеката беше основач на интернационалното издание на фестивалот Браќа Манаки. Така е, Првите 2 години се организирани од страна на кинотеката. Точно, па дури влезот на кинотеката во овој објект кај што денеска се наоѓа, мислам дека беше и негова заслуга и одлична. Така е. Владимир, благодарам многу. Ќе се навраќаме ние годинава, се надевам дека ќе имате вие полна кинотечна програма, како и секогаш. Само да спомнам, извини ке те прекинам, дека комеморацијата за Борис Ноневски ќе биде одржана во петок во 12 часот во кинотеката. Ете, и тоа е важна информација. Сигурен сум дека салата ќе биде преполна, макар и во овие услови на епидемиолошки ограничености, потреба за дистанцирање и така натаму. Владимир, благодарам уште еднаш, како и секојаш драгоцен принуден за нашата дневна информативна шема. Фала ти, Сашо. Се слушаме во некоја наредна прилика. Благодарам.